Добар ден. Бекир Керими. Добар ти ден, Бекир, официјално, како си ме? Благодарам, добар ден. Дури подобар од било кој обичен ден. Обично, кога имам гости, сум радосен, спокоен. Зашто и така, обично ја во фирмава, во ова нашата компанија, не пијам утринско кафе сам никогаш. Тоа би можело сите од моите во екипата да ви тврдат дека утринското кафе го пиеме заеднички во било кој од работните простори. Само на работно моје биро сам кафе не пијам. И затоа денеска мислам дека ќе бидам најстрекниот што имам со кого утринското кафе да го пијам. Ти благодарам пред се што не прими во своите простори. Да не звучам скромно, морам навистина да пофалам изградата и цел сетап што го имаш направено, значи до детал, буквално како што треба, како што доликува на еден джентлмен. Сега сакам да те прашам за успешноста на твојот бизнис. Што треба за да имаш успешен бизнис, односно како се води успешен бизнис? Ви благодарам што сте гости во нашиот дом, во нашата компанија Гипс Имобилија. Од мал ме научија да бидам искрен, чесен, солидарен и сложен. Неслучајно и нашата компанија е формирана врз основа на фамилиарен бизнис. Од сите тие типари што треба да ги има еден човек, најбитното е сложноста. И ние имаме компанија создавана со фамилиарен бизнис, каде што членуваме тројца браќа и двајца братучеди во бордот на Гипс Имобилија. И успешноста пред се би рекол не е само да бидеш искрен и чесен. Најбитно е да бидеш добар работник и да не се умараш во работата. Со тоа што ќе цитирам еден писател кој рекол работа, само работа за да се види бел ден. Многу добро кажано, навистина кажано, професорски што ви се рекло. Спомнувате за почетоците на фирмата. Какви беа почетоците и ако можеш да се сетиш, ќе преминем на ти за да ни биде подобар муабетот, затоа што доволно се зближивме позади камерите. Како станавте она што сте денес? Па види, од мали години секој дете во него се раѓа нешто што цело време се мисли за што сака да биде во иднина. Да. Кај мене беше една радост што во тие рани години, во детството, имав еден многу добар педагог за среќа и примети дека кај мене тлееше еден талент за уметност. Понатака продолжив со него, он ме присвои ко свое дете. Ме носеше по изложби, по ликовни сесии и по ред сите тие ред други приредби за уметноста. Продолжив на средно уметничко Лазар Личановски. Мислам, најдов на едни многу вредни професори кои имаа некоја широко творештво во уметноста, луѓе кои беа храбри и сепак беа многу блиски према мене и према сите ученици. За мене педагог значи човек кој може да ти даде првите чекори. Зашто во уметноста секој си има своја креација, него она да можеме ние во иднина да бидеме стварно уметници, треба некој и да ти ја посоветува она душата каква треба да биде. И после тоа продолжив и во факултетот за ликовни уметности. Изгледа среќата ме праќаше стално по мене. Со тоа што најдов на еден професор кој не само што беше уметник, него и во 80-те години имаше едно проевропско ориентирање. И имаше една
креација која го наметна кај нас студентите и беше голем работник. Ја мислам само и после тоа ние влеговме во креација ко уметност. И завршив, као и секој студент, завршив студиите, да бидам скромен, завршив на време. И као секој млад уметник има една амбиција после студии да може да работи од некој ателијата на своите професори. Да црпи уште искуство од она што во иднина ќе има потреба. Ја почнав после студии одма во ателието на професор Слави Јосифовски. Он беше уметник со големо творештво, педагог добар и он најде начин како уметноста да го имплементира во интериер. Таму работевме гипсани лајсни, гипсани декорации, уметнички дела кои го красат амбиентот. За мене уметничките дела се едни од највредните елементи во амбиент. И мислам од таму почнав и продолжив и како што ви кажав дека слогата прави сила, ние се сложивме, браќата, отворивме една компанија, фамилиарен бизнис, каде што ден денеска само убавини гледаме и радост и гордост. И да продолжите така. Господ нека е на ваша страна, ќе ви кажам. Ви благодарам. Покрај овој успешен бизнис, вие сте биле и професор. Ајде малку околу тоа, затоа што според мене тоа е една од најџентлменските професии што постои. Точно е дека бев професор и мислам дека благословен од Господ, благодарност од Господ е да бидеш професор. Професор е еден од најпримерните професии, оти во самата работа наидуваш со најискрените личности во светот, со децата. Децата тие се едни од тие што искреноста и честноста ја имат најголема. Ко професор работев во Цветан Димов, средно училиште, 23 години. И потоа исто продолжив и ко професор во Тетовскиот универзитет во Тетово, како професор по вајарство, каде што таму, мислам, предавав највредните предмети за мене, вајарските техники и ноќниот акт. Ја мислам и во нашата муслиманска вероисповест има една изрека, да го кажам така, учителите, народно кажано, се поблиску до рајот. Зашто тие делат знаење, делат добрина и делат позитивна енергија. Апсолутно се сложувам. Дефинитивно. Затоа јас викам дека професорлукот е најџентлменска професија затоа што сакаш да им дадеш на другите, нели? Да. Апсолутно. Како што тоа го правевте како професор, дали во работата сакате да го предавате вашето знаење на помладите, на колегите во фирмата? Јас и во нашата компанија се трудам да делам знаење, него за благодарност неа многу потреба да делам знаење, имаме кадар кој е соодветно образован за секоја дејност од тоа што го бават, него имаме дебати каде што делиме мислења, делиме знаење, секој абсорбираме од секого по нешто искуство. Така се прави, нели? Секој од секого треба да учи. Кога станува збор за менаџерските способности, кои се според тебе оние главни карактеристики што би требало да ги поседува еден менаџер? По мене главни карактеристики за менаџерство, менаџер да биде, треба да биде искрен, чесен и спокоен. Со тоа што менаџирањето со луѓе треба да биде подеднакво со сите. Да бидеш со сите еднакво близок и искрен. Ја мислам во нашата компанија
ја тука се осеќам малку и ко визионер. Оти ова цела приказна ја имав на слика и во раните млади години. Визијата ми беше да бидам организатор на ваква компанија, каде што сите ќе бидат блиску меѓу себе. И кај нас, ние не само што сме фамилиарен бизнис, што функционираме со 5 браќа, да кажем, него сите вработени сме иста фамилија. Тоа е добро и навистина е за почит. Ете, се надевам дека има од кого да учат нашите гледачи од вакви примери. Неминовно е дека работата носи притисоци, нели? Како успеваш да ги менаџираш тие притисоци? Јас мислам дека и не се сложувам баш дека работата носи само притисоци. Не само притисоци, но носи многу притисоци, да. Носи притисоци. Него работата носи и гордост, носи и спокој. Него сепак во ваква компанија, каде што броиме неколку луѓе, не е и лесно да останеш без стрес. Зашто ова во модерно време ни го наметнаа стресот, иначе порано ние знаевме притисок. Него тој стресот многу добро го командувам. Мислам, имам способности да го командувам и се трудам на слободно време, после работно време, стресот да го решам со пешачење, поред кеј, со некоја добра дружба со пријатели у кафана, поред семејство и така ред. Мислам, многу добро знам да ги менаџирам стресот и радоста. Тоа е добро. Значи кога ќе се најде тој рецепт. А кажи ми, како успеваш да направиш баланс? Правиш ли воопшто баланс помеѓу приватното и работата? Може ли да се направи тоа воопшто? Може. Може и многу лесно е. Додека си на работа, се концентрираш во работните обврски, во работните задачи, а приватното е едно од највредните. Зашто ние сите работиме за да имаме подобро приватност. И со тоа мислам, за мене, ко менаџер, ко визионер на ова компанија, семејството е во прва битна состојба. Она, да кажам народно, најглавното. И многу е лесно кога сакаш да бидеш во двете страни подеднаков. И се успева. Да. Да, интересни тези имаат сите мои гости нова. Ова е едно од подобрите што сум ги слушнал и што мене навистина ми се бендисува, да кажам, ете, народски за пред телевизија. Кога станува збор за семејството, се сеќаваме на оние мали нозе, мали чекори. Тука некаде ме инспирира да те прашам за младата генерација. Сметаш ли дека младите ги негуваат вистинските вредности или некако е тоа изгубено напрема тоа што било порано? Младите, мислам, по мене, редовно биле исти. Некои сега се слушаат муабети дека младите аздисале и било што нешто така. Ја мислам не, него генерацијски никогаш не сме се сложиле. И јас со моите постари не сум се сложувал. Зашто светот иде напред, оние имаат друга визија и ние, кога ќе остареме, ќе видиме дека оние биле во право. Да, дефинитивно, тие се генерацијски судери. А колку сметаш дека младите се спремни да ризикуваат за она што сакаат? Ја не се сложувам баш со ризик, со предизвик. Ми делува дека малку по мек збор така. Аха. Младите не треба да ризикуваат. Младите треба да анализират, да планират, зашто и времето им е нивно. Фала Богу што се во едно од подобрите времиња, каде електронските форми ги имат во достап во сите страни, ги имат и тие анализи на пазарот и сите тие работи, и мислам дека за нив е најдобро да анализират и да читат од претходните што анализирале за да бидат поуспешни. Нема потреба да ризикуваат. Ризик по мене, да кажам најискрено, ми личи
нелегален бизнис, да се ризикува. Така. Значи не ризикувајте, анализирајте. Од ова испадна и добра поговорка, да. Тоа го кажа господинот Бекир. А кога станува збор за тебе и за твоето лично гледиште околу ризикот? Со добра анализа, добра перцепција, со добро планирање, ризикот, мислам, може да се сведе во минимум, дури и да не постои. Да. Него сепак треба да имаш и бекап анализа. Секогаш, Да, дека варијанта да не постои ризикот. Да. Како човек што ги согледува работите од една многу убава аналитичка точка, можам да кажам дека зградава што сте ја направиле со фамилијата е навистина добра и би сакал, доколку ти немаш против, со нашата екипа да се спуштиме и да одиме во една друга просторија, малце да покажеме зградава и од друг аспект, ако немаш ти проблем со тоа. Ви благодарам за комплиментот. Јас со задоволство ќе излеземе на друга просторија и да седнеме на пониско. Како што знам во вашата емисија се пие една чаша добро вино. Ја во овој случај ќе нудам еден чај, турски чај, на ниско седење, уште поблиско дружење. Готово, договорено. Ќе ми биде мило. Ви благодарам. Одиме. Бричењето со брич е дел од секојдневната нега, хигиена и е својствено за мажите кои држат до себе, внимаваат на својот изглед, а така и на достоинството. Самопочита е висока морална вредност, исто како и односот кон другите. Денеска ќе се осврнеме на традиционалното бричење, кое за среќа и натаму се применува во берберниците, а мнозина или веќе се бричат и сами, дома, или сакаат да почнат да го практикуваат. На запад, особено во Британија, Италија, Франција, но и во други земји, джентлмените го ритуализираат бричењето така што барем еднаш па и два пати во неделата одат на бербер за да се избричат, да се средат, да се подстрижат. Тамошните локални берберници се и места во кои се разменуваат мислења, погледи, современи или конзервативни, додека муштериите читаат весници, чекајќи да им дојде редот, а берберите си ја вршат работата, ги бричат исклучиво на традиционален начин. Берберскиот занает обично се предава од поколение на поколение, вклучително и дуќаните, за разлика од фризерите, на пример. Затоа берберите го применуваат старинското или како што се нарекува традиционално бричење, кое за среќа е присутно и тука. Последните неколку години се отворија многу берберници чиј интериер изгледа преубаво, а и нивната услуга е брза, добра и голема, што подразбира нега, одржување на брадата и мустаките со квалитетни препарати, козметички средства, подстрижување, бричење кој исто така е традиционално, како што се бричало во дамнешно време. Македонските джентлмени се нивни редовни посетители, а освен стари, се повеќе има и нови муштерии, па така одењето на бербер и тука се ритуализира и минува во навика. Занимлив е фактот што старите, повозрастните скопјани, секако и жителите на градовите од натрешноста, па и еснафите, одамна ги посетуваат берберниците исклучиво за бричење, како никогаш во минатото. Некои пак цел живот ги отстрануваат влакната од лицето или со машинка за бричење или со жилети. Претходно го мачкаат со гел или готова купечка пена, која обично ја сушат кожата, особено пената. Маркетингот си го прави своето. Не се сомневаме воопшто во нивниот квалитет, сега ќе се осврнеме и на нив, ама во некоја друга прилика, но бричевите што ги користат берберите се класика, ненадминливи без оглед на нивната модернизација. Што ви е потребно за традиционалното бричење? Вода, крем или сапун, четка и ноже или брич. Водата ги омекнува брадата и мустаките, се впива во порите, ги отвара и лицето е подготвено за отстранување на влакната. Се препорачува или топол туш или топла крпа со која се покрива лицето, или топол воден спреј, распрскуваш, со цел да се загреат и брадата и мустаките. Водата е потребно и да се направи пена од крем или сапун. Најубаво е четката да постои во неа, за да ја впие, а потоа да се измеша кремот во мал сад или да се потрие по сапунот, додека не залепени убаво.
Берберите советуваат да се почне со крем, бидејќи е поедноставен, полесен за користење кога се прави пена, за разлика од сапунот кој треба да се трие подолго за да се направи доволно сапуница, а за тоа е неопходна и рутина. Незината густина треба да биде како на шлагот, но внимавајте на количеството вода во садот. И четката нека биде квалитетна, тоа е многу битно. Влакната обично се јазовечки, конски, свински, па и од вештачка синтетична кожа. Ножето, незаштитено, делува застрашувачки, но не ја иритира кожата на лицето. Ако се плашите да почнете, консултирајте се со берберот. Може да ви помогне да не учите. Потоа станува рутина. Вообичаено се остри на кожа пред употреба. Тоа е прва опција, додека втората е сигурносниот заштитен бридж со 2, 3 па и повеќе острици, сечила кои се менуваат. Фала ти многу. За мојот изглед нема потреба да говорам затоа што нели се гледа, а за тоа се погрижија рацете на врвниот мајстор. Ова треба да го практикува секој джентлмен барем еднаш во неделата, затоа што навистина е фантастично. Бидете джентлмени, негувајте добри навики и грижете се за својот изглед, затоа што сепак тоа значи. Ти благодарам. Уште еднаш. Браво. И еве додека ние чекавме да се свари чајчето, на моје огромно задоволство дојдовме во оваа друга просторија која што е навистина прекрасна. Вие имавте можност да изгледате уште едно од моите прочуени школа за джентлмени или школа за джентлмени како што јас љубам да го наречам. Уште една интересна тема од која што вие навистина можете да научите многу за джентлменството, а доколку сакате да научите уште повеќе, останете со мене и со мојот гостин затоа што ќе зборуваме како господинот Бекир гледа на джентлменството и што за него представува поимот джентлмен. Многу интересни гледишта можам да ви ветам затоа што наместо со чашка вино или со чашка виски, тој ме пречека со еден турски чај кој што е навистина джентлменски пијалок. И ќе кажам дека джентлменството е навистина една убава наука, екзактна наука, но зависи од која страна ја гледате. Па да видиме како Бекир ги гледа тие работи. Зборувам како да не е тука, а тој помно ме прати што ќе го прашам следно. А тоа е што за тебе Бекир представува поимот джентлмен? Па во раните млади години ја за джентлменство имав една друга слика. Дека джентлмен мора да биде во костум и шешир и да биде цело време дотеран. Додека по сегашно убедување, джентлмен по мене е човек кој е добар и е сталожен, чесен, љубезен, како исто и да биде многу добар према својата фамилија, исто така према своите вработени, да ги гледа сите под еднакво око, да биде за сите радост и гордост. Точно, како по дефиниција кажано, буквално така и треба да звучи. Сметаш ли уште некоја карактеристика што би требало да ја поседува некој джентлмен дека треба да се спомне? Па најбитното е да биде најдобар и најнежен, да кажам, према понежниот пол, жените. Дефинитивно. Кога станува збор за вистински вредности во животот, што ние често ги користиме, кои сметаш дека за тебе се вистинските вредности во животот? Па, за мене кратко ќе ти одговорам. Вредностите за вистинскиот живот е спокој. А с вистинското богатство, кој е она што би требало да целиме сите да го имаме? За богатството, за мене не ми представува богатство некој поклон, некоја добро возило или било што. За мене најголемо богатство, како што нареков, спокојот, радоста, дружењето меѓу пријателите, здрава фамилија, добро пријателство, дружење со луѓе. Тоа за мене е најголемото богатство. Полна душа, значи. Полна душа, да. Едноставно речено. Едноставно речено. Овие работи се големи работи, навистина се големи работи. А кога зборуваме за оние мали работи, колку тие мали работи ве прават среќен? Па ја мислам и претходно би реков дека малите работи ме прават многу радосен и многу среќен, еден добар збор од еден близок пријател и добар пријател.
Една насмевка, едно Една гушкање, тие се насмевка, едно работи, нели? гушкање, тоа е нешто најголемо богатство за мене и најголем поклон. Како еден джентлмен како тебе, еден менаџер како тебе, успева да направи баланс сам со себе, кога не е менаџер и джентлмен, кога е дома сам со себе или со своите најблиски? Како се прави тој баланс помеѓу приватното и Па мислам, службеното, да речем? Претходно го имавме ова. Многу е битно еден добар джентлмен да може да ги разликува приватното од работното. Сепак, ја најголем акцент ставам на приватното. Зашто приватното треба да се негува, треба да се работи со нив. Тоа е најголема работа, него она стручното и професионалното што го работиме. Покрај таа еден напорен ден, вака работен ден, како се опушта Бекир? Ви реков, јас знам да бидам многу опуштен и со еден чај. Може да бидам опуштен и со другарите во една кафана, знаеме да седнеме на една седенка. Не е битно дали се пие чај или вино, битно е со кого се пие. Си се среќавал со многу луѓе. Имаш ли нешто, некој ментор, некоја изрека, нешто што те води во животот, што те водела и понатаму те води? Ме водат работата, ме води искуството и стално сум имал, мислам, една визија да се учам во туѓите грешки. Тоа мислиш дека е најголемата школа во животот? Најголемата школа. Одлично. И мислам кажа. дека е најпогодената школа да се учиш по туѓите грешки. Кога веќе ги спомна грешките, дали мислиш кога ќе направиме грешка, кога ќе паднеме, треба да се разочараме или треба да станеме и да продолжиме? Не, треба да бидеме најгорди, зашто научивме нешто ново. Искуството е најдобар учител на Да. крајот од денот, да. Како и да ги вртиме муабетите, тоа што старите го рекле некако е голема вистина и останува секогаш тука со нас. Да. Сега ќе те прашам најприватно прашање. Дали готвиш, дали ја сакаш кујната или одиш по ресторани и други готват за тебе? Па мислам, ние балканците сме познати по добра храна. И меракли сме се на подобри седенки, така и друштво. А за ова второто 100% некој би кажал дека сум љубител за да влегувам во кујна. Кујната ми прави задоволство. Кујната ми е хоби и мислам можно беше и потребно и во претходните разговори да ви кажам дека тоа ми е една од најопуштените верзии за мене. Готвам редовно и кога сум најнервозен ќе седнам, ќе станам и ќе готвам. Така ги зближувам сите вработени, целиот тим и ручаме и вечераме заедно и разговараме околу грешки, разговараме околу успехи. Ја мислам дека трпезата е не само што е ритуал за јадење и тие ред работи да го пуниме стомакот, него тука се наоѓа и најдобриот муабет. И најдобрата поука може да се научи тука и најдобриот однос меѓу луѓето тука на седенка во една богата трпеза. Значи, ако добро сватив, ти на вработелите им правиш тимбилдинг со тоа што им готвиш. Да. Да, тоа и бар 2-3 пати месечно. Многу интересно. А имаш ли нешто омилено што сакаш да го готвиш? Омилено што сакам да готвам, повише ми се пастите. Браво. Значи ќе треба во една прилика да дојдам и да седнам да видиме. Повелете, бујрум, отворена куќа за секој пријател и секој гостин. Фала ти многу, ќе го имам тоа на ум. Тука сме некаде на крајот од ова наше дружење, да го наречем муабет, што мене навистина ми годи, но морам да те прашам нешто недоговорено, а тоа е, ја гледам оваа слика од прејеска. Има некое значење што цело време стои позади тебе или само онака се виси на зидот ради естетика? Не, тоа слика има големо значење и затоа е стално позади мене. Зашто има наставник кој за жал покоен е, педагог во основно училиште кој ме воведе во уметноста. И тој не само што во раните детски години ми стоеше позади. Он се грижеше за мене додека беше жив. Он ми беше еден од најдобрите пријатели во живот што ги имам сретнато. Тој беше Фај Крезио. Баш ми е мило, ете,
се осеќа таа енергија, значи има нешто тука. Ти благодарам што одвои време, ти благодарам што не прими во овој дом, можам да кажем. Продолжи да го правиш тоа што го правиш, јас ти посакувам уште многу голем успех и да бидеш џентлмен уште поголем во иднина од тоа што си сега. Ви благодарам, добродојдени се секоја време, секој миг. Ке го имам тоа со пастата на ум. Фала ти многу. Ќе си го допиеме чајчето на раца. Може. Ајде, на здраве. Без 5 работи кои не можам во животот, едно од првите е без утринско кафе. Второто ми е скромен ритуал со семејството доручек од сабајле, да видам насмеани лица, радосни вработени, а крајно без тоа што стварно не можам, пешачење на вечерните часови. Открием една тајна. Јас навистина се чувствувам како риба во морето секогаш кога ја снимам оваа емисија наречена Джентлмен магазин. Толку многу риби, толку многу джентлмени, а на вас останува само да гледате и да учите. А каде ако не на македонската телевизија заедно со Джентлмен магазин. Бидете джентлмени и негувајте добри навики.